23 на 33 Целзиусови степени само за едно деноноќе почна топлиот африкански бран. До кога ќе трае и какво лето ќе имаме? Прашање е сега. А кога природата повикува на одговорност, потребни се акција и инспирација. Откривањето на екопредизвиците на земјава е тема во фокусот на најновата книга на професорите Владо Спиридонов, Младен Чурич и Ненад Новковски, чија промоција е закажана за утре. За книгата, но и реално објаснување за тоа што ни се случува во моментов со температурите и драстична промена на времето за само 24 часа, објаснуваме и секако одговори бараме од професорот Владо Спиридонов. Професоре, добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и благодарам уште еднаш за поканата. Драстичен пораст на температурите само за едно деноноќе, од обилни дождови и ниски температури до африкански бран. 36 степени до крајот на неделава. Што се случува со климата во моментов? Па ние вообичаено сите овие нагли промени не ги прифаќаме, затоа што навистина се нагли. Не е вообичаено да има високи температури, меѓутоа вакви нагли скокови, значи имавме една влажна пролет, сезона со влажни повеќе врнежлив циклус и сега наеднаш значи осцилира, односно ние потпаднавме во друго геопотенцијално поле кое што ни овозможува да има поголем прилив на топол воздух од афричкиот континент преку Медитеранот. И тоа поле се задржува сега во оваа област и некако се изострува токму над над Македонија и воопшто во регионот во југоисточна Европа и затоа од ден на ден температурата, значи се повеќе и повеќе ќе се зголемува, некаде до недела, значи се очекува и максимум да речеме на овој пик во односот на ова загревање што го споменавте. И професоре, споменавме повисоки температури, имаме сериозен преод од минатата недела до сега. Дали овој тополоафрикански бран е своевидна најава за пеколно топло лето или пак што можеме да очекуваме? За да проникнеме малку по-широко, односно има една сезонска слика за времето, навистина тоа е тешка задача во областа на науката и метеорологијата, меѓутоа научниците од целиот свет, метеоролозите и оние што се бават со климатски прогнози и така натаму, и тоа го истражуваат. Иако треба да бидеме воздржани кога даваме една проценка за едно климатско сценарио, какво ќе биде временско и климатско сценарио за сезоната. Меѓутоа, на основа на овие податоци што сега со кои што располагаме, навистина се очекува за разлика од минатата година, кога имавме навистина екстремна топлина и серија топлотни бранови. Оваа година сезоната малку е пролонгирана поради ова што ви го објаснив на почетокот, дека имавме доста еден период подолг со влажни процеси во атмосферата, променливо време и пониски температури. Сега ова е сега пик, односно циклус на баш на загревање, нагла промена. Меѓутоа првичните сознанија се дека овие 2 недели до некаде 15 јуни ќе се одржува вакво време. Ви кажав дека екстремно некаде топлина некаде до 36 степени, она што може да го видам од материјалите во Скопје во недела понеделник. Меѓутоа не се исклучува и вака кога имаме еднородна воздушна маса, односно стабилно време антициклонално кое што е позиционирано од нашата област, да во такви едни услови да некаде локално се развие некоја грмотевична бура. Тоа треба да бидеме внимателни, затоа што се уште, значи, природата, односно приземниот слој на атмосферата не е доволно загреан. Гледате, ноќите и утрата се уште имаат онаа природна убава свежина, а преку денот навистина сонцето грее се повеќе и повеќе. Веќе во втората половина на јуни ќе почнат оние почести грмотевични процеси, затоа што веќе ќе имаме позагреано тло, ќе имаме позагреани мориња. Сега, например, оваа недела и следната недела сите оние што се на море, на Јадран, Јонско море, Егеско море, Калкидики, температурите веќе од 22 па 24, некаде во некои области, се зависи од морските струи, ќе бидат и дури 25-26 степени. Така да, сето тоа ќе влие да во овој регион постепено се врати она вистинска слика на летото, односно почетокот на летото, и почести грмотевични процеси, затоа што веќе ќе ги имаме сите оние услови за кревање на водената пара, вертикални движења, влага и така, ако има прилив на влага, тогаш во тој случај имаме добри услови за развој на тие процеси, кои што локално може да бидат во форма на навистина временска непогода. Со Бојана од Центарот за климатски промени пред некои 20 на минути зборувавме за тоа колку треба да се унапредуваат системите за рано предупредување.
кога зборуваме веќе и за климатските промени и за сето тоа што тие го носат. Во тој контекст, колку и Нотас која како алатка ја креиравте вие важна во контекст на превенција? Па да, Нотас е една од алатките која што е креирана од страна на науката и навистина со сите оние тестирања вие често ја афирмирате, но очигледно треба да биде да има одзив и од другата страна. Значи, алатка која што е верифицирана со објавени научни трудови за неа, тестирана е на повеќе географски региони, значи глобално, и секаде каде што е применета алатката дава навистина солидни резултати во односот на предвременото предвидување на областите, во било која област, каде што може да има локални хазарди, со различни нивои. Така да, тестирана е и на екстремни случаи, катастрофални случаи на целата планета, значи дали се работи за ураган, тајфун или се работи за некоја локална, индивидуална, грмотевична или суперкелиска бура, еве, например, за во Њу Јорк. Така да, навистина, можеме со сигурност да кажеме дека имаме навистина една солидна алатка која што може да ја користат сите институции пред нашата држава, бидејќи тоа ни е нами задачата, нели, како општество. Иако нашата земја, како што уме да каже секојаш претседателката, е премногу би ја споменал во тој позитивен контекст, премногу е ранлива во односот на економијата и во односот на климатските промени, меѓутоа пак доволно имаме умни луѓе да направиме добра превентива за да ги ублажиме и намалиме ризиците од временски непогоди. Ги споменавме системите за рана превенција и алатките. Ке има ли кој да ги прочита за 15 години од сега, професора, имајќи предвид дека навистина имаме дефицит на кадри, особено во метеорологијата? Ние тоа не еднаш, ние тоа сме го студенти имате во моментов? Во моментот, значи актуелно студенти на прв циклус студии има 2, тројца се завршени, еден магистрирал, но имаме 5 мина, што е пак наша успех, наша среќа, на постдипломски студии по метеорологија, што е убаво за државата. Меѓутоа, треба една хармонична, координирана акција помеѓу институциите во државата и науката, факултетот. Ја затоа постојано апелирам и до управата да направиме една заедничка платформа, една заедничка стратешка рамка, како во идни да направиме еден план во наредните 5-10 години да се образуваат кадри, тие исти кадри да се вработат не само во Скопје, во УХМР или во МНАФ, односно каде што е метеоофисот, него и во мрежата на хидрометеоролошки станици ширум Македонија, да се формираат 1-2 регионални центри, да не биде центарот само Скопје, него тука да биде, да речеме, Битола, Штип или како тоа ќе се замисли. Ние порано сме имале, јас во својата визија за развој на хидрометеоролошката дејност во Македонија, многу убаво сите работи се посочени на современ начин, меѓутоа тоа треба навистина соработка да си имаме. Секако дека институциите си имаат и своји програми на работа согласно закон и си ги движат институциите во развој и така натаму, меѓутоа би требало да има соработка за да на некој начин тоа е целата наша интенција, ние да бидеме поуспешни како држава, како систем, да ги заштитиме граѓаните од овакви екстремни временски состојби. И ако дозволите само една реченица, кога претходно ме прашавте во односот нели на летото како, јас само не ја довршив реченица, значи реков дека ова лето, за разлика од претходното, за нијанса ќе биде, нема да биде толку екстремно. Ако претходното лето имавме температури од 1 до 3 степени повисоки од некој климатски просек, сега би било до 0,5-1 до 2 степени повисоко, посебно во јуни, периодот јуни, јули, август, а во оној тримесечен циклус јули, август, септември и август, септември, октомври, некаде температурата за 1 до 1,5 степен би била повисока. Тоа значи дека сега ќе имаме малку поместена фаза. Во односот на екстремни настани, ви кажав, јуни ќе биде карактеристичен, не се исклучува и јули да некоја грмотевична бура да затропа на врата, како се кажува правилно. Меѓутоа, во односот на пожарите би сакал да кажам дека оваа година, по моја проценка вака, се уште август би бил карактеристичен, затоа што се уште имаме доста зеленило, доста има влага во приземниот слој на атмосферата и затоа пожарите оваа година ќе треба да внимаваме посебно во месец август. Така.
Тројца професори ги здруживте силите и сето искуство низ годиниве го преточивте во нова книга која говори за еколошките предизвици на земјата. Што се како информации и податоци содржи книгата која што кажавме ќе биде промовирана утре? Да, многу ви благодарам за што се сетивте. Македонска радиотелевизија секогаш навистина ги промовира сите овие нови работи, новини во делот на науката, посебно во делот на физиката на атмосфера и метеорологијата. Книгата е со наслов англиски "Атмосферски перспективи", преведено на македонски, има и поднаслов поврзане со ранливоста на нашата планета, со предизвиците кои што ги носат овие климатски промени и едноставно сите оние и таа интерактивност што ја има, да речам, се што е поврзано со она интегрална компонента на планета Земја, биосфера, литосфера, криосфера, атмосфера и така натаму, геосфера. Сето оно што е поврзано со општата глобална атмосферска циркулација, со атмосферските системи, со фронтални системи, со генезата за формирање на климатски промени, со најновите предизвици кои што се случуваат, глобалното затоплување, ранливоста на нашата природна животна средина, на екосистемите и така натаму, одржливиот развој, современиот мониторинг на планетата и така натаму, да не ви ги раскажам. Книгата има 450 страни, има 14 поглавја, објавена е, значи, од меѓународното светско познато списание Springer. Ова е моја 4-та книга во Springer, што е реткост во овие простори пошироко во Европа, меѓутоа е 10-та во мојата професионална кариера. Тоа значи дека имаме нова книга со бројни податоци, професори, кои што ќе најдат примена и тоа како во контекст на сето ова што го зборуваме, климатските промени кои активно ги живееме и на кои треба да се адаптираме. Да, токму така, оваа книга нема само научен призвук, напротив, ова е за пошироката таргетна аудиенција, значи глобална, значи книгата може да се претходно, мислам, јас ви доставив линк, поканети се, значи сите сте вие поканети на оваа промоција што ќе се одржи утре и се надеваме на таков начин едноставно ја промовираме и понатаму на науката и сето тоа што е, значи, значено за нашата земја. А само науката ни дава одговори на она што го бараме изминатиот период. Благодариме, професоре, за гостувањето во утрешната програма. И јас ви благодарам уште еднаш од срце за поканата.